студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Епидемијата во Гостивар полека стигнува, но последиците ќе се санираат со недели. Кризниот штаб бара решение како да се обезбеди барем техничка вода за жителите на Гостивар. Нам планот на враќање во употреба на водоводната мрежа, тоа ќе вклучи постојани проверки на квалитетот на водата на излезни точки во градот, како во болницата, во градинките, во верски објекти, јавни чешми и ќе започне планирањето. Останатиот дел постапува обвинителството, сите оние кои што се одговорни за ова ќе треба да бидат сослушани и нормално да се преземат мерки против истите. Веќе 3 лица се идентификувани како такви. Јас колку што знам, определени се мерки за обезбедување, така што институциите како никогаш досега во најбрзо време реагира. Намерното кочење на евроинтеграциите од страна на власта е државен удар, оцени лидерот на СДСМ. И амбасадорот Рокас повика на широк политички консензус, бидејќи вели дека Македонија има капацитет да ги спроведе неопходните реформи. Премиерот Мицковски пак информираше дека Македонија веќе има добиено нови задачи од Европската Унија со рок до декември. Со господинот Копман разговараме веќе за оние закони и оние реформски чекори кои што се во грејс период до декември оваа година и кои што се во предвидениот рок од декември од оваа година, така што ние продолжуваме со несмалена динамика да испорачуваме. Денеска од нивна страна добивме, би рекол условно кажано, и одреден комплимент дека сме први од сите земји кои што започнуваат веќе со овие чекори да се занимаваат. Апелирам на одговорност, на зрелост кај председателите на СДСМ, на Левица, на Демократската унија за интеграција, на останатите формални или неформални групи во парламентот да седнат како коалиција, да се договорат и да ни донесат документ кој што ние веднаш ќе го прифатиме. Се поставува прашањето дали намерното запирање на европскиот пат не е форма на државен удар. Кога се знае што треба да се направи, кога ниту едно поглавие не е отворено, а 4 земји кандидати за Европска унија беа на заедничка во еден ден меѓувладина, посебни, се извинувам, не заеднички, но во еден ден одржани меѓувладени конференции. Секој ден гледаме како регионот оди напред. За жал ние стоиме во место. Кога регионот оди напред, а ние не правиме ништо, тоа е и назадување. Ке дојде временски период во кој што веќе нема може да се споредуваме со никој, поради тоа што едноставно луѓето овде нема да гледаат иднината. I'm saying that because I know, and now I'm almost 2 years here, I can see that there is ample space to argue and debate and have confrontation about many aspects of the daily life of citizens, but in these key laws it would be important, also with our support, to reach consensus, and these have been also the case for, of course, the electoral, which we didn't manage to fulfill it in the deadline, the criminal code, the laws on courts, the Ombudsman Office, the strategy on fighting corruption. 33 лица се здобија со полесни и потешки повреди по невремето во вторникот кој го зафати Скопје. Оштетени се голем број згради, автомобили, државни објекти, училишта, а според УХМР во Скопје струмици Штип биле погодени со урагански ветер со брзина од над 130 км/час. Скршеници, расекотини на главата и силни набиеници. Околу 30 на граѓани завршија во скопските клиники по вчерашното невреме, какво што скопјани не паметат. Министерот за здравство потврди дека сите повредени се соодветно згрижени и пружена им е неопходната помош. Во клиничкиот центар Мајка Тереза, односно во Тројуц, има згрижено 11 повредени од синокашното невреме, од кои тројца се со посериозни скршеници.
и се третираат соодветно на клиниката. Екипата на Сител денеска направи обиколка низ градот за да провери како изгледа Скопје ден по невремето. Сите патишта се пролудни, но трагите од невремето се присутни. Големи дрвја се на улиците, а работниците ги чистаа булеварите. Вчера од 17 часот па се до овој момент беа примени над 10.000 повици од граѓани, кои во најголем дел ги пријавуваа материјалните штети. Иако операторите во секторот 112 работат со полн капацитет, се повикани и дополнителни смени. Синоќа сите општински кризни штабови беа активирани, бидејќи клучните сообраќајници беа непроодни. Многумина граѓани невремето ги затекна во нивните автомобили, изолирани среде бурата. Според податоците на УХМР, вчера граѓаните беа сведоци на исклучително редок и раздорен метеоролошки феномен. Во Скопската котлина во 16 часот и 10 минути бил регистриран оркански ветер од 130 км на час. Според метеоролошката класификација, секој ветер над 118 км на час се дефинира како ураган, феномен кој што ретко се случува на овие простори, но оставя катастрофални последици. По вчерашниот хаос, метеоролозите за утре најавуваат привремено стабилизирање на времето, но веќе од петок не очекува нов бран на врнежи од дожд. Габриела Лескова, Сител. Премиерот Мицковски вели дека никој нема да биде оставен сам и секоја штета која претрпеа граѓаните ќе биде надоместена. Никогаш оваа влада не ги оставала граѓаните сами да се сноѓаат. Ја им благодарам на институциите и на градоначалниците што во текот на вечерта и веднаш после епското невреме кој што вчера го зафати Скопје излегува на терен и ги санира заедно со институциите кои што се во нивна надлежност штетите. И денеска ќе продолжат, бидејќи станува збор за епско невреме. Навистина подготовката од нивна страна и мотивацијата беше голема. Штетите ќе се констатираат и согласно закони и искуство од минатото и пракса ќе биде од страна на надлежните институции сето тоа рефундирано. Фудбалерите на македонскиот првак Вардар синоќа претрпеа пораз од летонскиот шампион Рига